Во саботата почина 61 годишен пациент со западно-нилска треска, со што вкупниот број на жртви се искачи на 3. За ова информираше министерот за здравство Сашо Клековски, кој рече дека досега се регистрирани 35 потврдени случаи и 3 сомнителни случаи, кои се во процес на дијагностицирање. Во однос на прскањето против комарци, министерот рече дека само општина Студеничани нема извршено прскање и таму се регистрирани 2 случаи на заразени пациенти. 17.000 хектари во Скопје дека ќе видат со аеропрскање, 5.000 хектари со територијално. Зборам само за град Скопје, надвор од другите општини од Скопскиот регион кои се одговорни самите за својот дел на прскање. 17 хектари биле предвидени за прскање на застоени води, генерално спремаоборатите, тоа се езерцата во парк и езерото во Стајковци. Директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цана информираше дека 6 пациенти се во критична состојба и се лекуваат во одделот за интензивна нега, додека вкупно 16 пациенти се лекуваат на клиниката. Пациенти кои се 6 на број се лекуваат во одделот за интензивна нега, се на возрастна група над 60, но кај инфицирани пациенти со невроинвазивна форма, најмладиот пациент е 25 годишен. Да, хоспитализира. Но е во стабилна здравствена состојба и е во одделот за невроинфекции. Министерот Клековски упати апел до граѓаните доколку забележат угината дива птица, особено гавран или некоја друга, да го пријават случајот во Агенцијата за храна и ветеринарство. Западно-нилската треска се пренесува преку убодот заразени комарци, додека ризикот за развој на тешки форми е поголем кај постарите лица, лицата со ослабен имунитет и оние со хронични заболувања. Во меѓувреме, Атина е моментално една од најпогодените области во Европа од западно-нилската треска. Досега во Грција се регистрирани 81 случаи на невроинвазивна форма на болеста и 9 лица починале. Случаи се пријавени и во пограничните области со Македонија.